Се подобруваат условите на градскиот стадион во Радовиш. Второлигаш од Детонит Плачковица добива подобри услови како за сениорскиот тим, така и за младинскиот тим. Градскиот стадион во Радовиш ќе доби помошен на терен со вештачка трева, кој што првенствено ќе биде наменета за оние најмладите, односно за младинските категории. Теренот е веднаш до самиот градски стадион. Истиот е со вештачка трева и тука веќе младинските категории ги одржуваат своите тренинзи. Вака ова е инвестиција полуприватна, односно инвестиција со заеднички напори на општина Радовиш и на Детонит, односно на фирмата Детонит која е дел од Трајал корпорација во Србија. Станува збор за инвестиција вредна од 106.000 евра, од кои 70.000 евра ги плати српската фирма, односно компанијата Детонит, а другите 36.000 евра ги плати општина Радовиш. Димензиите, како што можете да видите, се две ракометни игралишта, односно два терена со димензија од 40 на 20 за тренинг на младите категории на Детонит Плачковица. Тренерската подлога нови помошен терен е сегмент. Сега ќе следува поставување на висока заштитна ограда, уредување на заштитниот зид, поставување на шанк. Значи сега се наредат оние пропратни елементи кои ќе му дадат шмек и ќе го разубават самиот фудбалски терен, а во исто време ќе го направат и функционален. Тоа е заштитна ограда за да може слободно да се игра без да се плашиме дека ќе ни бегаат топките надвор од теренот, да се доукраси, односно да се разубави, нашминка самиот подпорен зид, самиот ограден зид во боите на спонзорите, односно на Детонит, односно на Трајал корпорација Србија и со грбот на општина Радовиш, како и да се направат проправни елементи во вид на забавни култури, на шанкче, на кафемат, значи за оние родители кои ќе дојдат со своите деца тука да има каде да го поминат тој еден час. Во следниот период ќе се следи реконструкција на самиот градски стадион. Така една од основните причини пред 2 години за фузирањето на двата фудбалски клуба Детонит и Плачковица беше немањето основна инфраструктура, односно немањето основни средства за надпреварување. Ние имавме еден градски стадион и тоа во незавидна ситуација, полуразрушен, полуруиниран. Ова кај што сега фудбалското вештачкото фудбалско игралиште беше руина, беше депонија. Сега во ред е на потек сме да тропаме по институциите, односно да молиме средства, да тражиме, да обезбедиме средства за изградба на една бетонска трибина. Во минатото разговаравме со директорот на Агенцијата за млади и спорт, сега веќе со Министерството за млади и спорт. Од почетокот на другата недела бараме прием кај министерот за млади и спорт и се надеваме дека ќе наидеме на добар прием и дека ќе ни помогнат, бидејќи веќе имаме изготвен проект за трибина, значи комплетна трибина со подтрибински простор, полупокриен, односно еден дел покриен, другиот дел отворен. Реконструкција ќе има и на теренот во родовишката населба Раклиш, кој треба да биде тренинг база на Детонит Плачковица, зашто веќе има комплетен проект. Како и ние имаме овде во Радовиш, во близината на Радовиш, во приградската населба Раклиш имаме фудбалски терен. Тој ќе не биде нешто како тренинг база, тренинг камп и за првиот тим на Детонит Плачковица и за младинските категории. Исто така до Агенцијата за млади и спорт и за него имаме готов проект, некаде околу 12 милиони денари е комплет целиот проект со 2 трибини, со ограден простор и подтрибински простор. Сега ќе следува реконструкција на тревникот на градскиот стадион во Радовиш. Да, како телевизија секогаш сте добро информирани, еве и овој пат ја имате вистинската точна информација. Значи во договор со Фудбалската федерација на Македонија добиен е проектот за замена на тревната подлога на главниот терен на фудбалскиот клуб Детонит Плачковица, значи некаде околу 190.000 евра, мислам дека објави Фудбалската федерација на нејзиниот сајт дека кошта целиот проект. Веќе се знае и фирмата која ќе го изработува тоа. Луѓето, представниците на таа фирма беа овде во Радовиш, разговаравме, поради високите температури во месец август не се започна со реконструкција на теренот, односно со замена на тревната површина, бидејќи високите температури не дозволуваат вегетација на тревата. Така да најверојатно септември месец почнуваме. Тревникот на главниот терен во Радовиш ќе добие современ автоматизиран систем за наводнување со тајмери.